По 16-ти пат во Прилеп се одржува ликовната колонија Марко Цепенков Дрен 2024, на која што учествуваат уметници од Србија, Бугарија и Македонија. Колонијата се реализира со финансиска поддршка на Министерството за култура и туризам, а создадените дела од годинешната колонија ќе бидат презентирани на изложба што ќе се одржи во Центарот за култура. Според организаторите на колонијата, се очекува квалитетно збогатување на збирката дела од оваа колонија, чиј што број досега се движи за овие 16 години околу 400 слики и скулптури. Беше потенцирано и тоа дека колонијата постојано е во пораст и во квалитет и во квантитет. Уметниците творат на слободна тема и очекуваме да се создадат нови уметнички дела кои ќе ја збогатат нашата колекција, која моментално брои околу 400 дела, тоа се слики и скулптури. Оваа колонија ја реализираме со финансиска поддршка на Министерството за култура и туризам, а изложбата од новонастанатите дела ќе биде отворена во ноември, кога ние како центар ќе одбележиме 45 години од формирањето. Ако се вратиме малку наназад и да направиме една ретроспективна слика на цела ликовна колонија, по мое видување, ние од година во година, како ликовна колонија, се повеќе и повеќе растеме, може би тргнавме малку скромно, сега веќе имаме еден стадиум кој е за наши македонски услови прилично добар, така да на уметниците им даваме и одлични услови, пријатна атмосфера и што исто така многу битно, и град Прилеп има уметнички дух и самиот град им прави атмосфера, учесниците и да бидат креативни, меѓутоа и да се чувствуваат пријатно. Учесниците на колонијата, од кои што некои веќе биле тука, а дел доаѓаат за прв пат, истакнаа дека Прилеп е навистина добро место за творење, а тие се задоволни што се дел од овој уметнички настан. Секој од нив твори на различни теми, а за ваквите колонии изјавија дека тие се место каде уметниците разменуваат искуства, учат нови работи и дека ваквите колонии треба да ги има што е можно почесто. Сликам апстрактен експресионизам, го сликам просторот. Тука е навистина природно за работа. Уметниците се добри, добар е целиот состав на екипата. Добро ми оди засега инспирацијата и мислам дека ќе создадам добри дела на оваа колонија. Инспирацијата ја добивам од природата, од енергијата на природата и сакам да ја пренесам таа енергија. Тој момент кој што се наоѓа во природата. Токму тој момент се обидувам да го пренесам на сликата. Овие колонии ни помагаат да видиме како творат другите уметници. Пример, тука во Македонија имаме сосема различен пристап. Се запознаваме со уметниците, разменуваме искуства и така постојано се надоградуваме преку овие колонии и симпозиуми. Доаѓа до нови инспирации и до нови жилби за поистрајна работа. Учам нови работи пред се, сакам ме исполнува уметноста, сакам да дадам тоа што го осеќам на платно, нели како и секој уметник, да направам нешто, да створам. Експериментирам, да, сега почнав со акрил, порано масло на платно повеќе и пастел, меѓутоа сега еве со акрил, пошто е нели понова техника за посликање и побрзо може се работи, побрзо се суши на платно и така. Мојата прекупација е разновидна. Обично на колонии работам предатори, жртви, односно лочења животни. И тоа ми е сега идејата да го правим овој овдека. Инаку се занимавам со брза природа, со пейзажи, со абстракција, со многу други работи. Пред се дружење, размена на искуства, нови познанства, пријателства, планови за други колонии на други места и така. Многу сакам да доаѓам на колонии во Македонија. Во Прилеп за прв пат доаѓам на оваа колонија и сум многу благодарна и чест ми е што сум тука. Многу пријатно се работи, мирно е. Мојот стил се вика абстракционизам, експресионизам и наивизам. Еден многу слободен и убав стил. Сакам да го нацртам стариот град Прилеп, многу ми се допаѓа истиот со ноќно осветлување и тоа планирам да го создадам на оваа колонија. И тоа се стараа да направам. Со делата на оваа колонија, освен во Прилеп, ќе се направат и неколку изложби и во други градови на Македонија.